за економски развој Преда Плюс, како што најавивте, наш гостин е проектниот координатор Лидија Ангелкова. Зад вас се 10 години успешно постоење, јас би рекол, полека се вградувате во онај локален економски развој, кога е во прашање искористувањето на оние фондови, отворањето на нови бизниси и самовработувањето. Накусо може да направите пресек за овие 10 години? Генерално фондацијата Преда Плюс работи на одржливиот економски развој и веќе 10 години некако полека се обидуваме едноставно да се етаблираме на локално ниво, на национално ниво, меѓутоа исто така и на регионално ниво, со тоа што веќе имаме и наша канцеларија во Косово. Така да можам да кажам дека нашето искуство излегува и надвор од границите на Македонија. Генерално, значи, Преда Плюс работи на поддршка и спојување, едноставно представува еден вид на мост помеѓу јавниот и приватниот сектор, се со цел да поддржи развој на приватниот, на мали и средни бизниси, меѓутоа исто така и да поттикни социоекономски развој. Во последните неколку години со поддршка од различни донатори можам да кажам дека успешно работиме и во развојот на стартап сцената во Македонија, особено во овој регион, во Пелагонискиот регион, значи во Битола. Тоа е тоа што овие последни години се фокусираме и на некој начин ете така придонесуваме во економскиот развој. Последниве 3 години го форсирате мотото и од Битола се може. Зошто? Мотото и од Битола се може е поврзано со секако економскиот развој повторно, односно со развојот на бизнис идеи и она што Преда Плюс го работи во тој поглед е поврзано 5 години уназад со швајцарска поддршка, кога Преда Плюс почна да работи на поддршка на Сивус акцелераторот од Скопје и Сеутеч парк од Тетово со швајцарската поддршка и уште тогаш се јавува еден вид на потреба дека таков вид на поддршка за развој на бизниси, односно за развој на стартап сцената е потребен и во овој регион, во Битола и во Пелагонискиот регион. Бидејќи едноставно се јави таква потреба дека сите работи што се случуваа во однос на развојот на стартап сцената, односно на некаков вид на програми за поддршка на развојот на стартапите, се случува генерално во Скопје, поради тоа поврзани секако со мрежа на соработници, ние исто така сме вклучени во мрежата на Стартап Македонија, одлучивме едноставно да започнеме во Битола со реализација на една таква програма, која што тогаш беше поддржана преку ИПА програмата за Cross Border. Програмата тогаш се викаше Employ Youth, која што ја започнавме пред 3 години и ја започнавме под слогано и од Битола се може на некој начин да докажеме дека возможно и од Битола да започнуваат и да се креираат бизниси. Ако направиме еден статистички пресек за овие 10 години, колку економски шанси се добиени преку вашата фондација и зашто најповеќе се аплицира, зашто најповеќе се заинтересирани оние кои сакаат да стигнат до тие фондови? Можам да кажам дека последните 3 години сме баш фокусирани на развој на бизнисите со тоа што нудиме менторски тренинг програми, значи за развој на бизнис идеи и можам да кажам дека во овие 3 години реализиравме 5 стартап програми, од кои што 4 се во Битола, а додека една е заедничка програма со X Factor акцелераторот во Велес. Преку нашите програми досега поминале 80 индивидуалци кои што добиле менторски тренинг услуги на различни теми за поддршка на развојот на нивниот бизнис и преку нашите програми имаме развиено 45 бизнис модел канваси, односно готови бизнис идеи кои што некак можат да се реализираат. Низ овие години успеавме да креираме 10 нови стартапи и да ги поддржиме со поддршка на Меѓународната организација на трудот преку фондови исто така на Европската унија, да поддржиме
8 нови вработувања и да реализираме 24.000 евра поддршка за 8 нови бизниси. Значи, дававме грантови. Кои се така поатрактивни? Можам да кажам дека нашата програма генерално беше отворена за различни видови на бизниси, така да имавме во нашите програми бизниси од технолошки развој, софтверски, хардверски решенија на одредени проблеми, бизниси кои што се занимаваат со финансиски некакви решенија, софтверски, исто така различни производствени, да речам, производство на пијалоци и храна, креативни индустрии, како модна индустрија. Можам да кажам дека од сите видови на сектори едноставно имавме различни видови на апликации, така да поддржавме доста бизниси. Она што можам да го кажам позитивно за оваа програма, значи таа поддршка што ја добиваат од нас, менторската, каде што им нудиме пристап и вмрежување со многу други видови на бизниси, експерти од целата Македонија, од стартап светот, луѓето едноставно ги градат нивните капацитети и потоа како бизниси можат да аплицираат и на други фондови. Ние веќе од нашите стартап идеи кои што тука се развива во Преда Плюс во програмата, имаме 2 бизниси кои што веќе користат фондови од фондот за иновации. Значи сето тоа е еден поврзан круг, луѓето што доаѓаат тука веќе и користат фондови од други институции во нашата земја. Веќе втора година, како и сите, така и вие, функционирате во услови на пандемија. Колку тоа го отежнува самата активност, самото аплицирање да се оди чекор напред? Пандемијата, како што знаеме сите, беше предизвик за сите нас и особено нас не дочека во еден период кога ја почнувавме третата програма за реализација на стартапи со поддршка на Меѓународната организација на трудот и меѓутоа некако на некој начин се снајдовме, предизвик беше тоа и за нас. Со таквото дотогаш сите наши обуки и тренинзи ги реализиравме во живо. Меѓутоа предизвикот беше голем таквите обуки, менторство и сето тоа да се организира онлайн, што за нас во почеток можеби и не верувавме дека такво нешто е возможно. Меѓутоа нашиот мал тим на луѓе кои што работи во Преда Плюс, ние сме стварно навистина многу мал тим, меѓутоа некако добро организиран и таа тој пиар што го имавме преку медиумите социјални и се, некако успеавме електронски на некој начин и самите апликации беа електронски, самиот процес на аплицирање беше електронски и реализацијата едноставно на сите обуки и менторства беше електронски. И навистина успеавме од 40 луѓе кои што аплицираа во нашите програми, во една програма, ние од прилика околу 20 луѓе, едноставно бизнес идеи имавме можност да поддржиме, така да кажам да беа континуирани, учествуваа на самите обуки, она што ние не го очекувавме и на крајот има успешна презентација на тие денови кои што ги презентираа нивните бизнеси. И за на крај, со оглед на времето, сосема накосо. Има ли нови планови, има ли нови програми, нови понуди за идните инвеститори помали да речеме? Планираме, сега сме баш во план и креираме нешто ново што се уште не можам да го најавам затоа што сме во процес на креирање. Планираме соработка со бизнис секторот и лансирање на некоја програма на почетокот на јануари, која што да се надевам ќе поддржиме и нови бизниси и секако ќе имаме можност да отвориме и нови работни места. Се надевам и силно верувам дека тоа ќе се случи на почетокот на следната година. Благодарам што бевте гостин на тутинската програма, а ние тука да се одјавиме од Вренежлива Битола и да посакаме што побегу да се поправи времето и битолчани повторно масовно на широк стокак да излезат за да го испијат своето традиционално тутинско кафе. Студио. Ти благодарам. Благодарам.